утврди една скандалозна неправда која што се однесува на 12.000 осигуреници во нашата држава или идни пензионери. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во јануари 2019 година на пресконференција во владата објави дека идните пензионери загубиле по 400.000 денари поединечно, затоа што не им биле уплаќани парите во вториот пензиски столб. Таа поднесе кривична пријава. 4 месеца подоцна, Скопското обвинителство ја отфрли кривичната пријава. Образложението е дека не нашле штета на буџетот, но власта вбризга 19 милиони евра за да ги надомести направените штети. Јули 2019 година обвинителството ја отфрли кривичната пријава за несовесно работење за екс-министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, низиниот тогашен заменик и за други лица за фактури во кои незаконски бил вкалкулиран данок на додадена вредност. Октомври 2019 година обвинителството ја отфрли и оваа кривична пријава за првиот човек на Националниот сервис МРТВ Маријан Цветковски. Финансиската полиција го пријави дека подигнал кредит за медиумот без да го консултира собранието кое е основач и собственик на јавниот сервис. Ова се само 3 од мноштвото кривични пријави кои обвинителството ги отфрли во 2019 година со образложение дека нема елементи на кривично дело. Но јавноста бурно реагираше за дел од нив, со коментар дека сепак можеби во отфрлањето лежи некаков позадински интерес. Во просек секоја година обвинителствата не наоѓаат криминал во над 1/3 од поднесените кривични пријави од граѓаните, полицијата, државните органи. Ова го покажа анализата на годишните извештаи на јавните обвинителства за период од 5 години, или од 2014 до 2018 година. Статистички, најмногу кривични пријави во изминатите 5 години биле отфрлени во 2018 година, дури 41%, а со нив биле опфатени 7313 пријавени лица. Овие бројки сумарно укажуваат на тоа дека обвинителите не нашле елементи или докази да гонат криминал во поднесените кривични пријави. Скопското висше јавно обвинителство во првите 10 месеца од 2019 година примило дури 515 жалби од оштетени лица, а за 104 од нив решиле дека кривичните пријави се неосновано отфрлени. Причината за предметите да се вратат во работа е да се продолжи постапката со цел да се утврдат фактите и да се донесе соодветна јавно обвинителска одлука. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција од 2014 до 2018 година секоја година ја отфрла по една кривична пријава на управата за финансиската полиција. Образложението е исто, нема елементи на кривично дело. Пријава нема отфрлено само во 2016 година. Една кривична пријава од 2018-та, ово обвинителство им ја отстапило во работа на колегите од Скопското обвинителство. Ако се погледне бројот на новопримени кривични пријави по години, излегува дека бројот на пријавени лица за сторени кривични дела опаѓа или за 5 години се преполовил. Но помалиот број пријавени сторители не значи дека криминалот опаѓа. Тоа сепак може да биде влијани од повеќе фактори, како на пример општествено-политичката состојба во државата. Од друга страна, во поднесената кривична пријава не значи дека задолжително има елементи на кривично дело, како што и не секое коруптивно однесување значи дека е криминал, велат обвинителите. Обвинителството отфрли пријави со образложение дека се застарени. Некои од пријавите се речиси празни, а обвинителите добивале листови напишани на рака за граѓански спорови кои се третираат како пријави, по кои мора да се постапува, тврдат оттаму. Ова е едниот од членовите од Законот за кривичната постапка преку кој обвинителите ги отфрлаат кривичните пријави. Кривичното гонење не го преземаат во 5 случаи. Предистражните постапки се тајни и токму тоа е причината поради која далеко од очите на јавноста се донесуваат одлуки. Шефот на Скопското обвинителство Сашо Рајчев смета дека незадоволството од општествените текови се рефлектира на тоа да се поднесуваат кривични пријави за настани кои не се кривични дела. Според Рајчев, државните органи поради институционалниот капацитет поднесуваат пријави со обезбедени докази и квалитетот на тие пријави е на повисоко ниво, за разлика од другите правни и физички лица. Обвинителството, вели тој, е браник пред судовите да не бидат поднесени незаконити, паушални
и неаргументирани обвиненија. Предметот рекет го отвори прашањето за улогата на јавниот обвинител пред кривичната постапка да стигне до судот. Прашањето кое лебди е дали во постапката каде еден наспроти друг се само пријавениот, тоест осомничениот и јавниот обвинител, може да има простор за договор за кој јавноста не може да знае. Ова е исклучително тешко да се докаже, имајќи го предвид фактот дека за тоа требаат несоборливи докази. Но во една предпоставена ситуација, јавниот обвинител може да знае уште од самиот почеток дека кривичната пријава ќе биде отфрлена од повисокото обвинителство, но и покрај тоа може да одлучи да покрене постапка и за одредена материјална или финансиска корист од осомничените, да донесе одлука која потоа ќе биде во корист на осомничениот. Со тоа законски јавниот обвинител е покриен, а незаконието невидливо. Вториот дел се однесува во делот за тоа кој и како ги контролира спогодбите со јавниот обвинител, особено затоа што тој има моќ да се договори со осомничениот да не преземе кривично гонење ако ја надомести штетата. Законот дозволува обвинителот да ја отфрли кривичната пријава и доколку осомничениот ги отстранил штетните последици, со што правдата е задоволена и постигнати се целите на казнувањето, а донесеното решение за отфрлање на кривичната пријава значи своевидно постигнување на судска правосилна одлука. Шефот на Скопското више обвинителство Мустафа Хајрулахи смета дека системот овозможува ефикасна контрола над работата на пониските обвинителства и дека тие не утврдиле поголеми пропусти во работењето на јавните обвинители. Хајрулахи смета дека надзорот над работата на обвинителите се врши редовно 2 пати во годината и преку преиспитување на одлуките по поднесените жалби за отфрлените кривични пријави. Кога обвинителот и пријавениот или осомничениот се блиски, редовно се изземаат обвинителите, вели тој. Дали постапката која иако е контролирана од вишите јавни обвинителства, сепак може да се злоупотреби. Иако првите луѓе на обвинителствата се децидни дека злоупотреби во отфрлените кривични пријави се речиси невозможни, сепак тоа е работа која не е докрај емпириски анализирана. Конечно, СЈ оформи предмети и од отфрлени кривични пријави. Останува отворено прашањето дали тајноста на действијата во вакви случаи се предност или пречка, односно дали во депото отфрлени пријави сепак може да се најдат трагови на корупција или злоупотреби.